Не се огради, значи во ниеден момент не беше децидно дека нема разговори за мигранти. Разговарањето на Македонија со Британија не го негираш. Значи, ако има некој што е упатен на светов, тоа е веројатно америчката администрација, односно нивните служби кои што им сервираат податоци или интелидженс. Значи, она не кажа, не, па нема врска, тоа е политичко прашање, опозицијата манипулира, нема разговори меѓу Македонија и Британија. Она рече, јас би била внимателна да не се користи ова како политичка алатка. Ако се декодира тоа што го кажа, она потврди во најмала рака за Британија и Македонија. И сакал некој од власта да излезе и да каже дали има разговори за мигранти со Америка, односно не мигранти, него ние безуспешни азиланти, тие што не добиваат право ни да влезат, ги стопираат, ги ставаат у тие логорите таму, а овде сака да ни ги пуштат со работна дозвола. Треба да искочат и да кажат јавно, јасно и гласно. Нема разговори со Америка на таа тема. Ама проблемот кај е? Ако искочат и кажат дека нема, изјавата е снимена, утре ќе искочи некој на CNN или на CNBC или не знам, MSNBC и ќе каже дека има и пак како Британија ќе ги фатиме. Затоа они цело време округло па на ќош има, нема, трт мрт политика е и ја вртат работата према СДС. Он се тепа со мртов германец, издиша на вреќа и удира цело време. Затоа што нема ушто друго да се сврти. И кога би ја немало таа вреќа, што ќе му биде изговор? Ова е загрижувачка изјава. Она се сопна 3-4 пати кога збореше. За да не сгреши случајно еден збор. И со ниеден збор не негираш.